Убаво, супер. Убаво е кога си напред и кога зборуваш и во твојот говор има авторитет. И во твојот говор има некој кој што ги потигне другите, и младите, па и постарите, да прават некои работи, така да супер. Исто така браво за Мита и за Дарко. Мислам дека вашата интерпретација беше достојна за некои фестивали. Сварно. Прво ужива во вашите гласови, колку убави беа, совршени, без никакви фалширања. Јас секојаш верувам дека најголемите таленти се тука во црквата кај нас. Така да супер. Само напред. Се за слава на Господ. Супер е кога Господ ни дава дарови, таленти и тие ги искажуваме во црквата. И сите беме благословени. Се служувате со тоа? Супер беше. Алелуја. Оред. Како сте? Добри сте? Фала што дојдовте. Фала што дождот не ве спречи да уживаме во заедништвото. Веќе има нешто посебно кога се собира Божиот народ. Има нешто посебно кога сите заедно решаваме да се фокусираме на оно што е најбитно, на Бог, кој што е изворот на се. И не му даваме слава. И јас верувам дека од оваа служба ќе излеземе освежени, охрабрени, збогатени со уште повеќе мудрост за секојдневниот живот. Амин. Знаете како е со мене на кој начин ги правам проповедите? Секојдневно. Чекорам со Господ. Како што кажав минатиот пат, многу пешачам и понекогаш му дозволам на Светиот Дух да ми зборува. И нешто некоја мисла ми дојде, одмah си ја запишувам на мобилниот. Има таму notes, како се вика тие, за прибелешки. И така ќе се соберат едно 20 на прибелешки, и потоа ги гледам прибелешките и се обидувам да сватам што Господ сака да ми каже. И сега сватив дека оно што Господ сака да ми каже е баш таа тема. Дека многумина од нас Господ во ова време, во ова доба од годината, ги повикува да го остава детското размислување или детскиот начин на размислување и да тргнат во зрелост. Не знам дали значи во тоа. Може би само мене ме повикува, може би само за себе си ќе се зборувам. Меѓутоа, ако се најдете вие во ова, супер. Слава на Господ. Работам со деца. Всушност, кога ме повика Господ, една од првите работи ме повика да работам со деца. Не знам дали знаете, не сум го давал моето сведоштво. Меѓутоа, прв дар што го открив кога станав христијанин, а пред тоа врска не имав дека го имам, е тоа дека имам дар да работам со деца. Некако децата беа привлечени кон мене, лесно го споставав контакт со нив и може да ми зборам за Господ. И гледам сега дека и кај Андреј исто тој потенцијал ги има, истиот тој талент. Многу е лесно да воспостави контакт со деца. И знаете кој беше моето искуство со децата? Нито едно од помалите деца не најдов дека е неверник. Сите деца со кои работев, имаше и македончиња, и ромчиња, и американчиња, и англичанчиња, и било што. Некои од христијанска фамилија, некои од нехристијанска фамилија, сите многу лесно прифати дека Бог постои, дека Бог е татко, дека Бог ме сака и поверува во Господ. Така Библијата кога зборува, често пати зборува да бидеме како деца. И една работа што сум научил децата, дека децата се верни. Децата веруваат. Може би ние возрастните сакаме да ги анализираме премногу работите. Сме малку препазливи, сме плашливи, недоверливи, страшливи можеби, полни со самоправедност и ние тешко да прифатиме некои работи. Меѓутоа со децата е лесно, кога се станува збор за Бог. И затоа во Матеј 18:3, може да ги бараш полека, и во Матеј 18:4, Исус зборува за влегувањето во Божјото царство и вика, треба да бидете како деца, за да можете да влезете во Божјото царство. И понатаму вика во 18:4, и затоа секој кој ќе се понизи себе си како ова дете, ќе биде поголем во небесното царство. Децата се мали, така? Не отскокнуваат со својата појава. И Господ вика, бидете како нив. Понизете се, смалете се. Верувајте ми. На таквите останува Божјото царство. Во друг стих вика во Матеј
Не, во Матеј 19:14 сум напишал тука, може да е грешно. Вика, на таквите, како на децата, им припаѓа Божјото царство. Сега ќе речите, твојата проповед е да не бидеме како деца. А сега зборуваш да бидеме како деца. Често пати Библијата на таков начин ни објаснува работите. Може да гледаш работите од различни агли. Кога станува збор да бидеме како деца е всушност, знаете, децата се невини, така? За старите ќе речеме дека се наивни, меѓутоа децата се невинни, а знаете што е невинност? Невинност на многу начини значи праведност. Кога кажуваме дека сме сега праведни во Исус Христос, знаеш што значи тоа? Дека сега сме во исправен однос со Бог, Создателот на се. И тоа е дар од Господ. Не дека ние сме го заработиле, не дека ние сме го заслужиле. Тука едноставно Господ е направил сега меѓу нас и Бог не постои ништо. Не ни држи ништо Господ. Ама добра, ти изгреши, ама ај ти простува. Кога станува збор дека сме оправдани, тоа значи дека Господ гледа како да не сме направиле никаква грешка. И затоа вика бидете како деца. И така клучно за легување во Божјото присуство е да одиме како деца, слободно, невино, можеби наивно. Меѓутоа знам дека јас сум праведен. Со праведноста на Исус Христос влегувам. Ме разбирате? Не мора прво да се покајам, не мора прво 100 пати да се помолам, да повторам 100 пати, Господе, како викат православните, Господе, помилуј ме грешен, па за да се удостојам да влезам во Божјото присуство. Тие како деца слободно можат да влезат во Божјото царство. Го прифаќаме ова? Супер се децата, не? Размислував кога кажува тука кој се понизил како дете, тој е голем во небеското царство. Има многу христијани кои што не зборуваат на јазици. Има тука што не зборуваат на јазици? Не зборуваат. Крени рака ако зборуваш на јазици. Зборуваме на јазици? Знаете кој е едно од причините зашто луѓето долго време се трудат и не можат да прозборат на јазици? Прво е поради лажна доктрина и теологија, посебно во евангелските кругови, каде што се минимализира тој дар, се намалува, не се проповеда за тоа и не зборува за тоа и го нема тој дар. А втора работа е, знаете што? Ајде. Нема. 5 минути стои човекот. Втора работа е многу луѓе не прозборуваат на јазици затоа што не сакат да се чувствуваат единесто. Што е сега работа? Ќе почнам да зборувам како малите деца, шулју, булју, не знам што. Кој е? Зошто да го правам тоа? Ми разбирате? Затоа што тој начин на размислување, тој возрастен начин на размислување, на мерење на работите, на премерување, на анализирање, не спречува да примеме нешто што е дар од Господ и што е основа за да ти да растеш во твојот христијански живот. Вика, бидејќи вика, оној кој зборува на јазици, се изградува себе си, се изградува во духот. И така јас имав на почетокот проблем да го прифатам тој дар, се додека Господ ми рече, абе, ти си моје дете, те сакам, почни да зборуваш, почни да викаш, ама од мене е ова. Може би ќе биде од тебе. 50%. Ама продолжи да зборуваш и ќе видиш дека најнаш ќе дојдат зборови и ќе почне да тече и си го примил тој дар и ќе се изградуваш себе си. Ќе прифаќаме ова? Може да направиме вака нешто сега? Ај сите да почнеме да зборуваме на јазици. Меѓутоа на кој начин? Ќе си представиме, ќе си визуализираме дека сме дечиња. Бидејќи вика, понизете се, бидете како деца. И ти си деца и трчаш кон приратките на таткото. И таткото ти вика, ај зборуваме нешто. И ти почнуваш да му зборуваш, љуля, набаля. Може така? Ај, бидете послушни. Значи, темата е да не размислуваме како деца, меѓутоа бидеме како деца. Знаете, клучниот стих е, вика, во злите работи бидете како деца, бидете наивни. Ама во размислувањето не бидете како деца. Уред? Меѓутоа, овие се убави работи. Така, ајде ќе зборуваме едно 1 минута на јазици и сакам да ги охрабрам тие кои што конечно, како да кажам, нема проби во тој дар и премногу го анализирале тоа, премногу го размислувале и се фрустрирале,
ги обвинувале другите дека се лажни, дека глумат, дека зборуваат. Отфрлете го тоа во името на Исус Христос. Бидете како деца и прифатете го овој дар. Амин. Фала ти, Господе. Шила рама санта, ли краба сафиде раба либро. Фала ти, Господе. Се понизуваме како деца пред Тебе, Господе Боже мој. Халелуја. Кој се понизува најголем во Твоето царство, Господе. Клираба саталама бирва камбивара. Уашаларба карима синталама куиндери бара солде. Уаргим барама силарама сантро фирджабо либоро копашилере. Уастрафира маракиндера. Се зборувам, Господе, пробив во името на Исус Христос, пробив кој оние, Господе, христијани, кои што имаат проблем во нивниот ум, Господе, во нивното срце, Господе, го прифатат тој дар, Господе. Ова е ти нешто што ми го нудиш како деца, Господе, како таткото на своето дете, Господе Боже мој. Јас се молам да го примат тој дар, Господе, со вера, да се изградуваат уште повеќе во Тебе, Господе. Во името на Исус. Каларабашила масантари барабари. Уаракашила арманди фори бирија. Ора сакар миндрас санторос. Знаете, кога правиме ова, тоа Духот Свети му зборува на нашиот дух. Духот во нас се зајакнува. Духот во нас се засилува. Халелуја. Се чувствувате посилни сега во духот? Амен. Во 1 Петар 2:2 зборува дека бебињата се гладни и жедни за млеко. И вика како бебиња, копнете по духовното млеко. Значи, сте виделе бебе кој што е гладно и бара млеко, бара градата на мајката. Понекогаш моите деца така да и ние понекогаш треба да бидеме гладни. Гладен сум за Тебе, Господе. Гладен сум за Твоето слово. Бидете како деца. Не се исполнувате со лажни работи. Амин. Меѓутоа, во Евреи 5:13 зборува дека бебињата се навикнати на млеко, меѓутоа не се навикнати на тврда храна. А таа тврда храна е словото на праведноста. И во 1 Коринтијани 3:1 вика да се треба да постанеме духовни луѓе, а не бебиња со Исус Христос. Да. Значи има некои луѓе се остануваат уште како деца и сакат некое помека храна. Сакам млекце. Ме разбирате? Сакам нешто понежно. Ако ќе дојде некоја тврда храна, што е ова? Не ме интересира. Знам дека јас понекогаш на моите проповеди многу зборувам глупости, многу се трудам да бидам хумористичен и понекогаш доаѓаат луѓе и ми кажуваат: сега Николче ќе не насмее, сега ќе се развеселиме." И се е тоа во ред. Меѓутоа сум приметил вака, има некои луѓе кои ќе кажат некоја шега, некој виц и после тоа зборувам нешто подлабоко и после пак некој виц и така кутрите. Во 1 Коринтијани 3:1 вика да станеме духовни луѓе, духовен човек, а не бебе во Христос. Јас често пати сакам да се шегувам со моите дечиња. Кога беа мали, Андреј 4 години, Анастасија 1, и ги чувам, мај на работа, јас тогаш не работев, и досадно ми е нешто, ќе почнам ми зборувам, а ти има 4 години една, и ми викам: "Што мислиш за политичката ситуација во Македонија? Или за глобалното затоплување?" Што му и на тато? Да. И ќе почнам ми зборувам така нешто комплицирани работи. Да. Ќе му зборувам нешто што од марксизам што сум научил, да пролетаријат, нешто такви работи. Зошто? Затоа што се деца и не го разбираат тоа што им зборувам. Ме разбирате? И така и со нас. А нешто некое потешко слово, ама кој ќе дојде некое полесно, на кој се навигнати, одма реагираме. Амин. Во 1 Коринтијани 14:20 веќе го кажав тој стих. Вика: "Во злите работи за зло бидете како деца. Но бидете зрели во вашето размислување." Бидете како деца, наивни,
за работи за кои што овој свет е многу напреден. Ми разбирате? Бидете како деца во манипулација. Не го правите тоа. Бидете како деца во разноразни криминални работи. Бидете како деца во разноразни работи кои што, како да кажам, може да направат некој напредок овој свет, ама ќе ве оштета во духовното. Ме разбирате? И така јас за некои работи намерно одлучувам да бидам како дете. А ми доаѓаат идеи. Ме разбирате? Ми доаѓаат, ако поплачам малце, може ќе излечам нешто. Ме разбирате? Ако подлажнам малце, може би ќе добијам некоја позиција. Ако направам некој компромис, Господ ќе ми прости, ние сме под неговата крв, под неговата заштита. Меѓутоа Библијата вика, бидете како деца за тие работи. И почнете трезвено размислувате како мажи. Во Ефешаните 4:14 зборува да не сме повеќе како деца, носени од секаков бран на учење, и да не бидеме лесно изманипулирани. Ајде да го прочитаме тој. Затоа да не бидеме веќе деца, фрлани натаму, наваму од бранови и носени од ветрови на некој учење, со човечка измама и лукавство, со итро измислени заблуди. Детски начин на размислување е кога лесно си придобиен за разноразни учења. И често пати учења кои што може би не се во склоп со учењето во црквата која што одиш. И тогаш доаѓаат до контроверзи. Сите ние си имаме некој познат проповедник преку YouTube. Има некој што си слушате и што многу си го сакате од YouTube. Верувам дека е добар. И ќе им кажем другите, ова јаке зборува. И потоа ќе му кажем на Зоран и Зоран ќе рече, не знае благодат човекот. Осудувам. Не е во склад со нашата црква, разбирате. И така, понекогаш многу лесно се навлекуваме на нешто. Некој од нас, ние сакаме некој кој што е построг, некој сакаме многу што стихови кажува, или не знам, или прави чуда и исцелува. Меѓутоа, повикани сме да растеме, да го оставиме тој детски начин. Јас бев таков, како мало дете. Фрлам навамо, натаму. Еден ден сум пентекосталец. Вториот ден сум конзервативен евангелски христијанин. Во еден ден му верувам повеќе на действото на духот. Во друг ден, не, Библијата. Затоа што сум слушал разни проповедници, кои што ме влечат кон разни други насоки. Да не бидеме како деца. Доаѓаме до клучниот стих за денеска. 1 Коринтијани 13:11. Тој е познатото писмо за љубовта од Павле. И таму кажува, кога бев дете, како дете зборував, како дете мислев, расудував како дете. А кога станав маж, го остави детинското. Значи пак има добри работи, треба да бидеме како деца, меѓутоа кога станува за обновата на умот, кога станува размислувањето, да го ставиме детското размислување. Многу често во црквата зборуваме за обнова на нашите умови, така? И тука сум напишал што значи за мене обнова на умот. Обнова на умот за мене значи сушност оставање на детското размислување. Обновен начин на размислување за мене значи со твоите мисли ти околу себе ствараш некоја нова, ајде наречам, аура или атмосфера или фреквенција или вибрација околу тебе, нова атмосфера околу тебе. И таа атмосфера ги привлекува вистинските реалности од небото, да дојдат кон тебе. Кои се тие вистински реалности? Кој сум навистина во Исус и што треба да правам за Исус? Бидејќи знаете, небото секогаш ќе го припознае нештото на земјата што е како на небото и ќе дојде и го насели. Значи, постои тој духовен принцип. И затоа во Библијата сме секогаш охрабрени да размислуваме на поинаков начин. Не охрабрува дека имаме Христов ум. Знаете дека човек кој што негативно размислува, како што јас порано бев многу песимист, постојано размислуваш околу тебе, ти создаваш таа атмосфера околу тебе, таа фреквенција, таа вибрација,
и ти се случуваат лоши работи. Имаш ниско мислење за себе си и ностоп во тие мисли ти живееш во тој облак и потоа другите околу тебе имаат ниско мислење за себе си, за тебе. Ме разбираш? И те почнуваат да те подценуваат. Меѓутоа, кога намерно решаваш да му веруваш на Божјото Слово, да му веруваш на Господ, дека си Божјо чедо, дека Господ те љуби, дека си силен во Него, кога почнуваш да размислуваш за сите пророштва што ти биле дадени, за сите ветувања во Исус Христос, се ствара една нова атмосфера околу тебе и потоа небото доаѓа од озгора, ангели, не знам, облакот на сведоци и ти служат Светиот Дух и ти растеш во тоа. Ви разбирате што сакам да кажам? Значи, затоа да направиме напор, да решиме да размислуваме на поеднаков начин. Моите во фамилијата се знаат дека јас по природа сум песимист. И вика, како дете зборуваш, прво ќе го зборнам тоа. Значи, прво ќе мислите од уста, некоја песимистичка работа. Потоа почнувам да размислувам на таков начин. И потоа веќе почнувам да расудувам. Гледате, значи вика, како дете зборував, прво почнувам да го зборуваш тоа, потоа почнува да стане дел од твојот мисловен процес, и потоа тоа е начин на расудување. Ти работите ги заклучуваш во основа на песимизам, или во основа на страв, или во основа на сомневање, или било што. Ми разбирате? И затоа е црквата тука. Затоа е важно да се охрабруваме еден со друг. Веќе таму надвор слушаш се и се што? Таму надвор слушаш стравови, таму надвор слушаш, не знам, фрустрации, таму надвор ја подценуваат црквата, дека не чиниме, дека сме слаби, дека сме ништо. А тука внатре доаѓаш и слушаш, не, глава сме, а не сме опашка. Не, црквата ќе владее, ќе ви кажем за тоа покасно. Силни сме во Исус Христос. Се можам преку Исус Христос кој ми дава сила. Амин. Сега можеби како црква поминуваме по некое затише, можеби некои луѓе си отидоа, водени од Господ. И знаете, ние сме како жив организам. И јас го чувствувам тоа. Не знам ли вие го чувствувате. Чувствувам недостаток. Чувствувам дека некој квалитет се одлее од нас. И отиде надвор таму во западот. На западот ништо ново. Да. Меѓутоа знам дека Господ ќе воздигне нови луѓе, нов квалитет во нас. Амин. Така да нема време немаме простор да се самосожалуваме и ќе му веруваме на Господ. Амин. Повикани сме да живееме по вера, а не по страв. Дали знаете дека јас многу одлуки во мојот живот сватив дека ги донесува врз основа на страв? Ќе направам нешто заради страв. Зошто? Затоа што така бе воспитувани од дома. Не пи ладна вода, ќе настинеш. Значи тоа мајка ми го кажала. Што ја водеше тоа да ми го каже? Страв. Страво, така? Не прави тоа. Многу луѓе во својот живот се водени сиот живот и прават одлуки од страв. Од страв за Македонија, од страв за финансии, од страв за работа, од страв од смрт, од страв од било што. Знаете, Господ не постапува на таков начин. Знаете ли од што е воден Господ секогаш? Од љубов. И секоја негова одлука што ја прави е одлука врз основа на љубов и на вера. И така тој нов начин, не детско размислување, туку размислување на маж, значи да донесам одлуки врз основа на љубов. Го прифаќаме ово? Детски начин на размислување кога сме телесни. Не знам ли беше Петар или мислам дека или Павле вика не сакав да ви зборувам на длабоки работи, ама уште сте бебиња, не може да ви зборувам. Уште сте телесни, кажува. Знаете кои се телесните луѓе? Кои што пред се гледат во тело, гледат во крв, гледат во сродство. Телесни луѓе се тие кои што се фокусирани пред се на себе си, на својата фамилија, на својот народ, на својата држава. Ми разбирате? Ќе ви кажам еден пример. Се случи нешто многу добро и јас го охрабрувам тоа, кај нас во школото кај што работам, се потекне иницијатива за да ми се помогне на страданите во Драч. Интересна работа таа. Мене ме зачуди тоа. Гледам на интернет и гледам дека ние
заедно со Мита и Звонко одевме често пати, 3 пати јас сум бил достига во Драч, и од спротива имаше еден убав хотел и се викаше Вила Палма на 7 спрата. Знаете сега што останал тој хотел? Ништо, цел се струши. Вила Палма, 7 спрат, ама затоа што не го изгради убаво, се слуши. Не знам ли некој од вас бил таму? Крадевме интернетот таму, знам. Сега повеќе не можеме да крадеме интернет. И што се случи? Едно девојче и едно друго девојче потекна иницијатива од средно школо, дојде во нашето основно школо и кажа што се случи, како се случи, колку луѓе се зафатени од тој земјотрес во Драч и во околината, и ајде да бидеме хумани и да им помогнеме на луѓето. Меѓутоа нешто што приметив. Тие двете девојчиња се од албанска националност. И си мислев, зошто ова не потекна од некој македончиња или американчиња или друга нација, ме разбирате? И потоа си размислував, а овие две албанчиња, дали ќе го направи истото ако се случеше земјотрес во Србија? И така да размислувам на овие работи и сваќам дека една работа е, можеби Господ ни зборува да почнеме да мислиме малку подлабоко и малку пошироко, така, да не гледаме во тело, да не гледаме во род, да не гледаме во нација. На крај на криштата, знаете што кажува Библијата? Повеќе нема ниту евреин, ниту грк. Нема ниту машко, ниту женско. Нема ниту роб, ниту слуга, ниту господар. Сите сме исто во Исус Христос. Некои чудни работи кажува Библијата. Значи, со првата работа повеќе нема национализам. Така? Евреите биле тие кои што бараат чуда, грците тие што бараат мудрост. Така? Да не одиме натаму. Така да не донесуваме само одлуки водени од страв и водени од заштита на нашата фамилија, на нашата крв, на нашата, бидејќи сега преку Исус, последниот Адам, сега имаме нова нација. Сега сме нова нација, сега сме нова раса, јас би рекол. Ние христијаните, знаете, сме нова раса. И повеќе нема разни нации. Сите сме исто во Исус Христос. И прво и најважно ни е Божјото царство. Добре, некој каже амин за ова. Едно нешто што сум научил е да бидам поучлив, се трудам да бидам поучлив, и секојаш пред Господ да пристапувам како јас да сум глина, што тој може да ја обликува, како тесто што може да направи нешто. Често пати, посебно луѓето кои што во подоцнежните години го прифатили Исус, малку доаѓаме така со, како да кажам, не му дозволуваме на Господ да не менува, да ги менува нашите ставови, да ги менува нашите мисли. Ми разбирате што сакам да кажам? Сега слушнале таа песна Can't touch this. Така како да му кажеме на Господ. Не ме чачкај. Се Господ ќе дозволам, а за ова сум во право. Ова сум 100% во право. Цел живот го вложи во ова. Фактите вака го зборуваат. И знаете, Господ во својата љубов и трпение спрема нас, делува на таков начин, го цени. Навистина го цени што сме го направиле. Знам дека вие во вашиот живот, посебно вие што сте сениори, постари луѓе, сте направиле големи работи и Господ го цени. Навистина го цени вашиот труд. Сте сакале нешто постигнете, да смените праведност, се е супер. И тоа и во исто време вика, ворете, ама запознај ги моите патишта, запознај ги моите начини на размислување и дозволи да ги проминам твоите начини. И дозволи да те водам од љубов, а не од страв. Ме разбирате? Така да направи одлука и кажа му, Господе, јас сум како глина во твоите раце, обликуваме. Ти ме создаде, ти ме познаваш. Не сакам да бидам вплеткан на некои работи кои што на крај ќе испаднат дека се јалови, дека не постигнале ништо, само фрустрација и болести и разочараност. Амин. Дојдем до еден силен аспект, што сакам да го кажам. Во Лука 22:26
таму зборува прилика вака: тие што се најголеми да бидат како најмали, тие што се како господари да бидат како слуги. Така вика? А вие немојте така. Најголемиот меѓу вас да биде како најмалиот, а водачот како слугата. И потоа размислував и сватив дека колку Исус имаше срце на слуга. А чај да го гледаме неговиот пример. Ајде да го гледаме примерот на Исус. Исус вика: дојдов во овој свет да му послужам на светот. Дојде во овој свет да се жртвува за луѓето. Така? Во Филипјани 2:7 зборува дека за Исус, дека иако знаеше дека е Божи син, дека е дел од тројството, дека е Бог, се испразни себе си. И се понизи себе си. И зеде форма на слуга. Често пати во црквата се поучувани да го прифатиме тој идентитет, дека сме Божи синови и керки, така? И ние го прифаќаме тоа. Да знаеме кој сме во Исус Христос. Меѓутоа, и што со тоа? Ќе го користиш за да му кажеш: мене Господ многу ме сака, многу. Повеќе од тебе ме сака. Знаеш ти колку сум јас голем во Исус? Немаш појма. Знаеш какви работи сум правил? Кој иако беше во ликот Божи, не го сметаше како нешто приграбено тоа што е еднаков со Бог, туку се лиши сами од себе си, земајќи лик на слуга, станувајќи сличен со луѓето. Тој зазема намерно форма на слуга. А знаеше дека е Божи син. Знаеше дека е Божјо дете. Тука е тајната. Да знаеш многу добро кој си во Исус, но тука на луѓето да им служиш. Јас на моето работно место, кога им почнал да им кажам: бе, знаеш кој сум јас, бе, оној кој што е во мене е посилен од тебе. Ти има некаков дел, може би кај некој ти има, ама кај други ќе нема никаков удел. Друг пример, за да не сватите подобро. Во Јован 13:14, колку не зборува? Јован 13 глава 13-14. Исус им вика вака на учениците: вие ме нарекувате мене учител и Господ, и право велите. Наистина сум тоа. Но ако јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, и вие сте должни да се ги миете нозете еден на друг. Исус многу добро знаеше кој е. Исус уште како мало дете свати кој е. И поминуваше време со луѓето во храмот, уште како дете ги поучуваше, уште како дете откри која е неговата улога. И така и многумина од нас сме откриле кој сме во Исус Христос. Многумина, можеби некој од нас уште треба да откриеме дека сме силни во Господа, дека се можам преку Исус Христос кој ми дава сила, дека сум негово дете. Кој беше песна што е пеевме? Јас победувам. И тоа е израз на вера, тоа е израз на познавање на идентитетот што го имаш во Исус Христос. Ама пак Исус вика: ако ме нарекувате мене и право велите, гледајте ме што направив. Станав слуга, се наметнав себе си и ви ги миев нозите, ви ги бришев со крпа, се понизив. Знаете, ова е клучот за авторитет. Многумина од нас сакат авторитет во Исус Христос. Клучот е: имај срце на слуга и Господ ќе даде авторитет. И така потребно е да растеме сите индивидуално. Многу се зборува за црквата. Дека црквата е најјака институција или организам на земјата. Дека не се партиите, дека не се државите, дека не се јаките фирми, Кока-кола, не знам што, туку дека црквата е таа институција која што ќе го промени светот. Затоа е многу важно сите да растеме. Како ќе бидеме глава, а не опашка, ако сите растеме во тој авторитет. И кога ти растеш во твојот личен авторитет, во твојот живот, во твојата фамилија, на твоето работно место, во твојата улица, во твоето мало, тоаш заедно со црквата ќе растеш и за поголеми работи. Еве еден пример. На видео гледав еден христијанин, американец, откачен целиот, ама знае кој е во Исус Христос.
доаѓаше едно торнадо и тој го снима со мобилен телефон. И торнадото доаѓа право кон неговата куќа. И тој мрш бе во името на Исус Христос и го снемува торнадото. Разбирате? И така многу од нас имаме авторитет во нашиот личен живот. Тој успеа да ја спаси со авторитет во Исус Христос, успеа да ја спаси својата куќа. Така? Меѓутоа можеби некои други куќи настрадаа. Ама затоа црквата кога се собериме заедно и кога заеднички го користиме тој авторитет, можеме и големи работи да направиме. Не разбирате? Не само нашата куќа, не само нашата фамилија, туку да менуваме ситуацијата во Македонија. Служуваме за тоа? Важно е да се прими мандат од Господ за многу работи. Бидејќи, знаете, има многу луѓе христијани, претежно млади христијани, кои што сакаат да го практицираат тој авторитет и се нешто врзуваат. Во името на Исус Христос те врзувам сатано. Сте правили тоа порано? Ние така го правевме порано. И како кажам, и тоа е земење на авторитет над твојот мандат што ти е даден или над твојата зрелост што ја имаш. Знам дека дојде на група мисионери, отидоја во Охридско езеро и таму Светиот Дух кој наводно им кажал дека постои некој змеј и во името на Исус Христос го убија тој змејот. Некој духовен джин или било што. Една друга група во името на Исус Христос го избркаа дјаволот и сега дјаволот никаде не делува. Не знам дали е тоа така. Многу е важно да знаеш кој мандат си го примил од Господ. Разбирате што сакам да кажам? Затоа што често пати сум видел во мојот живот некој личност ќе се нафати, ќе се земе преголема тежина од колку што може да ја носи. И за да на крај заврши обременета, изфрустрирана, таа личност сум јас. Јас сакам да се докажам, да ми дадат нешто и ми дадоа нешто и на крај завршив. А знаете, кога се примил нешто од Господ, дали знаете дека неговиот јарем е многу лесен? Тоа го има во Матеј 11, 29 и 30. Вика, поучете се од мене, зашто мојот јарем е лесен. И кога се примил нешто од Господ, можеме некој друг ќе каже, леле, ова што го правиш, јака ти душа и како го направи, не ти е лесно тебе во животот. Ти ќе му кажеш, абе, лесно ми е. Можеме некој ќе каже, како ти е да зборуваш пред 20 луѓе денеска, понекогаш и пред 50. Јака ти душа. Меѓутоа сум го примил тоа од Господ и лесно ми е. Ме разбирате? Како можеш да излезеш таму на бина и да го славиш Господ? Сум го примил од Господ, мандат ми е од Господ. И кога нешто од Господ е лесно, ама кога не е лесно, кога не е од Господ, тогаш е многу тешко. И се мачиш, и се фрустрираш, и се обидуваш да ги шармираш луѓето. Се обидуваш да ги прилечиш, да видат колку си добар, колку си да го прифатат тој авторитет. Со своји сили се обидуваш. Ме разбирате? Ме разбирате? Така да застани пред Господ и кажи му, имам ли јас некој мандат? Зашто сум повикал? Во што си ми дал авторитет? Може би ќе ви кажа, некој имате авторитет да се стапувате за личности од црквата. Може би некој ќе ви каже, благословен си материјално, финансиски, почнуваш да ги благослови луѓето, затоа што имаш авторитет во тоа, почнуваш да ги поучуваш луѓето на тоа. Не разбирате? Господ ќе ви покаже. Има некои кои што се активни секогаш, силни во духот. Делувај во тоа. Тие што се послаби, што се помрзливи, што се по-неамбициозни, делувај, подбуснувај ги. Има такви луѓе што делуваат црквата. Супер. Вака сум напишал. Обремените луѓе се оние кои се нафатиле да носат тешки нешта, зашто немаат мандат и авторитет. Или вложуваат напори да им се допаднат луѓето, да ги шармираат, да ги прилечат ни на страна. Има еден пример во Стариот Завет за синот на Давид и Апсалом. Така се вика Авесалом, не знам како е македонскиот превод. Јас го читав англискиот. Апсалом не сакаше функцијата на татко му, сакаше да стане цар и се обидуваше да ги прилече луѓето. И кој ќе дојде пред него да му се пониза, тој ќе
кренеше, ќе ги бацуваше и вика со тоа ги освои срцата на луѓето. Со човечки напори. Меѓутоа, на крај неговиот живот заврши трагично, затоа што немаше мандат за тоа што сакаше да го прави. Разбирате? На крај сакам да зборувам за мојата омилена тема, за црквата. Сето ова го зборувам, да го ставиме тоа детскиот начин на мислување на како возрастни, затоа што ќе растеме во нашиот личен авторитет и потоа и црквата како таква станува посилна, така? И сме, како да кажем, имаме откровение уште повеќе за тоа што може црквата да направи. Дали знаете кој е грчкиот збор за црквата? Еклезија. Дали знаете каде бил прв пат употребен тој збор? Еклезија, грчки. Знаете, еклезија било употребена, било направена како тело, како градско тело. Да, собрание. Сушност тоа значи собрание. Дури, како се викава, City Hall. City Hall на многу држави значи како градско собрание, така? Така да можеме не е случајно што се наоѓаме во место што се вика City Hall, бидејќи црквата е градско собрание. Значи, не знам дали била идејата на Аристотел или некој друг, меѓутоа еклезија е како основна демократија. Бидејќи грците прв пат воведува нешто што се нарекува демократија. Значи, црквата била како собор на граѓани, кои се собирале еднаш месечно, а подоцна и по 3-4 пати месечно, и секој може да членува. И така од град, да речеме 50.000, може би имало 1.000 луѓе кои што биле повикани да бидат дел од тој орган, тоа тело, еклезија. Разбирате? Тоа градско собрание. И функцијата на тоа собрание било да донесува одлуки. Може ли да објавуваат војна или мир? Заедно, сите. Гласале сите, ме разбирате? Тоа се првите почетоци на демократијата. Во тоа време имале цареви, кои биле како суверени, ама сепак се појавило нешто се нарекува еклезија и може да стави ограничување на неограничената власт на царевите. Ме разбирате? Може ли да назначуваат амбасадори, магистрати, не знам како се викале тоа. И може ли други важни одлуки да донесуваат. Покасно се намалило членството во тоа еклезија затоа што требало чланарина се плати. И многу сиромашни не може да доаѓаат. Значи тоа се изјаловило. Меѓутоа сега, зошто баш преведувачите на Заветот решиле баш тој збор да се употребува, еклезија? Затоа што во тоа време на луѓето им било познато што значи еклезија. Тоа се луѓе кои се повикани и се собираат во градската хала, во градската сала и донесуваат одлуки и сите се вклучени. И така вистинска демократија, знаете ли што е? Не кога народот владее, туку кога Божиот народ владее. Кога црквата владее, кога црквата. И знаете, црквата може да донесува ограничување. Европската заедница сака да донесе ваков закон. Ние како црква може да застапуваме во духовното, да ги донесуваме работите од небото на земјата и да ставаме граници на тоа. Не разбирате? Сака ваков закон. Застануваме. Слушав при крај сум. Слушав една жена го прашува еден друг христијанин и кажува зошто се случуваат големи урагани на островите, на Хаити се слушнале и голем народ загинува така. Дали можат нешто христијаните направат таму? Да, вика, може. Вика, прво, вика, се случува такви работи, затоа што таму има многу окултизам, така? Има вуду. Меѓутоа, кажува, дури 90% од луѓето да прават окултни работи вуду и со тоа ги разлутуваат тие духови на кои им служат и тие духови може и прават нешто да се случуваат урагани и такви работи. Вика, ако 20 или 30 христијани се соберат, се сложат во името на Исус Христос, вика, нивното влијание е експоненционално, ме разбирате? И може да го надвладее тоа што, ме разбирате, ако тука сиот народ оди по бајачи и гатачи, им верува дека тие се вистинскиот извор на природното во Македонија, а ништо друго, ама ако ние се сложиме дека не бајачите и гатачите, туку ние како црква
Нас ни е дадено да делуваме во чуда и знаци и во сила, во Светиот Дух. И најмора сите цркви, ако ние се сложиме, тоа ќе расте експоненционално. Ме разбирате? И потоа луѓето ќе доаѓаат во црквите, тие што имаат рак, тие што имаат болести, тие што не знам, или било што имаат, а нема доаѓаат под некои наречени самоисцелители. Ме разбирате? Така демократија над суверено владење. И знаете, кога делувала оваа еклесија, тоа е наречено златното време на Атина. Тоа било најпросперитетното време. Така најпросперитетно време за овој свет е кога црквата застанува на свој нозе, кога сите сваќаме кои сме, што сме во Исус Христос, и кога делуваме едно, и ги оставиме детските работи. Овој не ме поздрави. Мене никој не ме гледа. Сега се наоѓам во пустина. Јас. А Господ вика, ама има. Ајде. Полето е зрело, како жолто е полето. Влези во мојот мир, влези во мојот одмор. Алелуја, доста беше. Значи, ќе направим на рекапитулација што ви зборував. Прво, Господ ни кажува, во многу работи треба да бидеме како деца, така? Отворени, полетни, доверливи. Меѓутоа, и да не бидеме деца во нашето расудување. Знаете што е типично за нас македонците? Многу ги анализираме другите. Јас сум прв за тоа. Како знам добро да анализирам, само дај ми на личност и онма на психоанализа ќе му направам. Меѓутоа, ако станува збор, малко се анализирам себе си, малку потешко ми оди па. Јас мислам дека не сум совршен сега, ама јас мислам дека сум вред. И така е многу полесно да ги анализираш другите. Меѓутоа што сум научил е секогаш нели Библијата вика тестирајте се дали сте во верата. Јас не сакам да бидам на позиција на која што некој друг да биде на таа позиција. Ме разбирате? И така секој да му предам на Господ се. Господе, водаш на славење сум. Ако повеќе ми заврши тој мандат, слободно некој друг, не сакам да му застанувам на некој друг. Ме разбирате? Или било што. Така да се испитуваме. И потоа Господ ќе ми открие некои работи. Господе. Нема признај го тоа, покај се и продолжи понатаму. Да. Фала ти, Господе, ќе се молиме. Фала ти, Татко Небесен. Фала ти, Исусе, што ти си ја сакаш својата црква. И моја молитва е, Господе, дека сите од нас индивидуално ќе растеме во зрелост, Господе. Ќе израснеме до вистинска мера на зрелост во полнота на Исус Христос. Јас ти ги предавам, Господе, сите предизвици со кои се соочуваме, Господе, дали се физички, дали се духовни, дали се душевни, Господе, или било што. Јас верувам, Господе, во Твоите ветувања дека се да и амин во Исус Христос. Верувам, Господе, во силата и авторитетот на црквата, Господе Боже мој. Верувам, Господе, во улогата, силната улога што оваа црква, Христијански центар 490 треба да има во Скопје и во Македонија, Господе. Едноставно ти кажувам, Господе, сега ослободувам. Нека биде Твојата волја, Господе Боже. Јас ти ја предам ова нова година, Господе, да биде година на успеси, на лични победи, Господе Боже мој. На победа на секакви фрустрации и потешкоти, Господе Боже мој. И фала ти, Господе, што Твојата црква ќе процвета, Господе Боже мој. Фала ти, Господе, што сме повикани да владееме заедно со Тебе, Исусе Христе. Фала ти, Господе, што Твојата црква ќе биде глава, а не опашка. Во името на Исус. Амин. Фала.